Добро вечер во уште едно издание на Отворено. Македонија повторно се наоѓа пред политички предизвици во период кога парламентарното мнозинство вибрира, а локалните избори се во своето предвечерие, се погласни се прашањата за иднината на политичката стабилност, но и реформските процеси од кои што зависи иднината на државата. Како ќе се одрази политичката динамика врз преговорите со Европската Унија и решавањето на отворените прашања со Бугарија? Нама се зборува и за изборни реформи, една изборна единица и отворени листи. Ќе донесат ли овие промени поголема демократија или се ќе остане само на флоскули? Во Отворено вечерва политички анализи, перспективи и сценарија за иднината. Мои вечерашни гости се Ѓулистана Марковска, поранешен пратеник. Добра вечер, добре дојдовте во студиото. Ибрахим Мехмети, добра вечер, добре дојдовте во студиото. Ќе ја почнам емисијата со нешто што се случи денеска практично, значи на Преспа форумот во Атина слушнавме една изјава од председателот на СДСМ Венко Филипче, каде што вели: договорот од Преспа важен е пред се затоа што покажува дека со конкретно лидерство и визија на лидери како што се Ципрас и Заев можат многу работи да се решат. Договорот од Преспа реши повеќе децениски спор меѓу Македонија и Грција и овозможи Македонија да стане членка на НАТО, но за жал не во ЕУ. Моментално имаме десничарска авторитарна влада во нашата земја која не сака да ја придвижи земјата напред. Тоа е како со вакцината. Ја добивме првата доза со НАТО, но не ја добивме втората доза, посочува Филипче во својот говор во Атина на Преспа форумот. Марковска, не случајно почнав со оваа изјава, бидејќи прв пат слушаме од еден македонски политичар, прв пат во оваа последна година, да речам, и од еден сериозен политичар, лидер на опозиција, практично, една диагноза дека Македонија доби авторитарна влада. Како го цените тоа и дали ова најава за посилно опозицијско делување на СДСМ, откако некако се имаше впечаток дека е во еден зимски сон? Прво ја ценам изјавата за доста несериозна за еден политички лидер кој што е пред се шеф на опозицијата. Заради тоа што господинот Филипче е неполна година председател на Социјалдемократскиот сојуз, има впечаток дека се уште не се комплетно етаблирани и нивните ставови што и како ќе направат како опозиција, и многу е лошо за државата, верувам и за самиот господин Филипче, причина да давате една сериозна изјава дека имате авторитарна власт, која што пред се избрана со народни гласови, со гласови кои што не беа оспорени од никого, ниту од наблюдувачите, ниту од страна на самата опозиција, и таа изјава да ја давате во странство. Тоа не зборува добро ниту за политичарот кој што ја дава, ниту пак е добро за самата држава. Господинот Венко Филипче има отворено секогаш и во секој време можност да зборува за приликите во државата, за начинот на тоа како се владее, дали е авторитарно или не, и ваквиот начин на размислување лично на мене, како е подолго време анализирам, сум била и во два наврата пратеник во Македонското собрание, не ми се допаѓа. Мислам дека тие работи се решаваат на маса, а што се однесува до делот во кој што зборува дека тоа е како еден вид вакцина, точно е како вакцина, во кој што вие сте отвориле тендер за една, па сте сватиле дека имате тендер за втора вакцина во која што можете да бидете и вие да ги користите услугите, при тоа да имате некаков материјален бенефит. Ние го подпишавме Преспанскиот договор, го сменивме името на државата, што е влог кој што поголем не може да даде ниту една држава, меѓутоа паралелно со променува на името, со кој што влеговме во НАТО, не договоривме да почнат и преговорите со Европската Унија. Тоа е веќе тој втор дел на вакцината, кој што не беше договорен токму од владата на која што во тој период припаѓаше господинот Филипче. Добро, ја која карактеризиравте како несериозна изјавата или како недоволна за сериозна? Изјавата не може да биде несериозна. Заради тоа што не е образложена, или заради тоа што
Не, изјавата е дадена надвор. Изјавата зборува сама за себе, нема потреба да биде образложена. Меѓутоа, пред се и прво, заради тоа што е дадена надвор, и второ, заради тоа што по мене не доликува на еден лидер на опозиција. Не зборуваме за било кој пратеник, некој од втор, трет ешелон па да дава таква изјава. Таа изјава ќе одегне пошироко. Тие не ги оспорија изборите, ниту надворешните наблюдувачи ги оспорија. Повеќе ми личи како почнува да работи јавното обвинителство и да го разрешува клупчето кое што се случува со коруптивните сделки направени во минатите 4 години, кога владееше Социјалдемократскиот сојуз, па и подалеку тие 4 години, така имам впечаток дека ќе се засилува националистичката реторика која што повеќе ќе удира на тоа дека власта задира политички, а не дека гони корупција по основ на материјални докази. Мислите на овие случаи што се отворени во поново време, како овие што гравитираат кон струмичките бизнисмени? Апсолутно мислам на денешната изјава со Крмзов и со тоа со вака и онака се поврзуваат некако со ликот на поранешниот премиер. Па сакали или не, тие мора да бидат поврзани заради тоа што тие се случија во времето на поранешното владење. Се случија во тој период во кој што се испумпани сериозни пари од државниот буџет за сметка на честни стопанственици кои што постојано си го бараат повратот на ДДВ и не можат да стигнат, претходно ќе имаат буквално такви инспекции во кои што ќе се откажат од собствените пари заради тоа што ќе им се најде грешка во работењето. А овде гледаме дека некој сосема лагодно, во тоа морало да има и некаква политичка, не некаква, туку сериозно политичко помагање, за да може некој да испумпа толку многу пари од државниот буџет. И веројатно не се само тие единствени. Тоа ќе го каже и страгата и обвинителството. Меѓутоа, имам впечаток дека се стеснува кругот на оние кои што би можеле да бидат обвинети и дека оваа изјава е дадено како еден аванс за можеби некои работи кои што би се случувало во иднина. Не сакам да инсуинирам, не сакам да прејудицирам, меѓутоа сепак сметам дека господинот Филипче е паметен човек кој што ваква изјава не би ја дал случај. Да, добро. Мехмети, еве и за вас сличното прашање или истото прашање. Како ја цените оваа изјава на лидерот на СДСМ во Атина? Мислам дека е многу сериозно, самата оценка што ја дал он, тоа е сериозно нешто. Исто така е интересно тоа што изјавата ја дал прв пат во странство. Дотолку повеќе што мој впечаток беше дека во овие колку има скоро една година како е формирана ова влада, дека господин Филич, односно СДСМ, имаше прилично добра комуникација со ВМРО. Мој впечаток беше дека дури има некаква координација за овие евроинтеграции, за решавање на спор, првенствено надворешните спорови, надворешната политика. И сега ваква изјава он како лидер на опозиција, иако е тешко да се одреди во моментов кој е вистинскиот лидер на опозиција, но ете, поради самата формална што он е СДСМ е прогласена како втора партија, може би има повеќе информации, може би не знам, он комуницирал, знае нешто што ние не знаеме. За мене, како граѓанин, како човек што ги следи политичките случувања, многу е важно тоа да го образложи. Не може само да каже дека нешто е вакво, како политичар, а тоа да не биде образложено со никакви аргументи, не знам, може би он знае нешто што ние не знаеме, или пак има некакво искуство што ние го немаме. Ако се сеќавате, пред не толку одавно беше и со господинот Тарабари. Он не се изрази баш така, беше поумерен, да речеме, во својата оценка, не директно кон ВМРО или кон господин Мицковски, туку каже дека во владата не функционираат, нема простор за да се изрази секој член во таа коалиција и нели се бараше да објасни, сите бара од него да објасни, тоа е легитимно. И ние како јавност се разбира дека мене ми е многу интересна таа изјава и би сакал да слушнам, се надам дека господин Филипче ќе одговори на новинарските прашања, се надам дека ќе има новинарски прашања и барања за интервју или за гостување, да објасни што сака да каже со тоа, за да ние како јавност имаме појасна слика околу тоа што се случува. Бидејќи да настапуваме сега на вивачка што да во право или не во право е несериозно за вакво сериозно обвинување. Да, рековте дека во претходните настапи и во претходното дејствување на СДСМ се забележувала дури известна координација во однос на ставовите кои што
не беа директно спротивставени со владините изјави. Што сега се променило или што сега би се променило? Сега, дали оваа теза дека овие истраги што сега се водат, што гравитираат кон тие струмички врски, може да значи распукување на таа една неформална, ајде да ја речеме, мини коалиција што може би постоеше? Може би, тоа навистина е тешко да се каже. Треба да имаш некакви индикации. Јас не ги знам кои се релациите помеѓу овие луѓе што се притварат и евентуално господин Филипче или неговите пријатели од Струница. Тоа е на покомплицирана тема. Но оно првото што ми паѓа мене на памет е дека мислам дека СДСМ, гледајќи ги истражувањето околу рейтинзите на партиите и со оглед дека имаме локални избори прилично скоро, ако ги исклучиме овие 2 месеца годишни одмори, останува колку 2 месеца до октомври, крајот на октомври, тоа се. Да, али кампањата 2 месеци ќе останат, така. Септември, значи имаме јуни и септември, јули, август кампања никој нема да прави. Мислам нема во некој голем обем. И можно да е тоа сега едно будење дека време ни е да малку да се дистанцираме и да покажеме малку, нели, карактер или посебност во да не бидеме скроз претопени во таа слика каде што ВМРО очигледно дека доминира во таа слика. Можно е тоа да биде еден ја таму гледам повеќе од мотиви гледам таму дека овие се како е авторитарна партија, ние сме демократска и бараме, можеби бараме авторитарна влада. Авторитарно владење, не зборуваме за партија. Да, тоа е сериозно. Добро, импликацијата е јасна дека се знае која партија е таму главно во коалицијата, барем во оваа коалиција е тоа очигледно. Но можеби бидејќи тоа дал надор пред, да речеме, пријатели, пријателски партии или не знам кој се бил таму искрено, можеби на тој начин сакал да привлече внимание, бидејќи тоа е сепак бомбастична изјава, да се каже нешто такво на таков контекст, и можеби очекува дека на тој начин ќе ги разводи своите поддржувачи на СДСМ, затоа што ние ги гледавме, ние зборам луѓе што се бават со овај и ете ние што се појавуваме вака да збориме за јавноста, дека рейтинзите се прилично тенки, да речеме, на СДСМ и јас повеќе таму гледам. Се разбира, не ги случувам ни еден друг мотив кој што може да го има, но да оставиме да кој ќе се врати да одговори на прашање на новинарски, па може ќе го оставиме повеќе. Да. Колку минатата недела, ако ми дозволите, имаше една изјава, може би пред 3-4 дена, токму од господинот Филипче, во кој што апсолутно го поддржува извештајот на Европскиот совет и на Европскиот парламент, во кој што се бара единство од сите нас, дека ние го поддржуваме. Помеѓу другото, тоа беше јавен повик на премиерот дека во активното лобирање за прифаќање на извештајот во Европскиот парламент покрај либералите треба да се вклучат и сите други партии. И тоа беше една јавна поддршка во кој што тој рече, ако навистина, ке цитирам и парафразирам, сигурно не точно, дека ако бугарите навистина не мислат да ни прават понатаму никакви проблеми, што ги кошта со тие зборови, тоа да го кажат и јавно. Внесете ги бугарите во уставот и ние понатаму немаме никакви барања од таков тип. Ние можеме да разговараме за користење на води, за било кои проблеми од технички карактер. Проблеми од идентитетски карактер и проблеми кои што длабоко навлегуваат во генезата на македонскиот јазик и во генезата на македонштината, условно речено, нема да разговараме. Тоа го рече господинот Филипче. Што се случи да после една неполна недела да зборувате за едно авторитарно владење во кој што ако сте авторитарци, на вас не ви е потребно мислењето на опозицијата, ниту барате помош во лобирањето. Значи, изјавата е сериозна. Што сакал да каже авторот? Сам ќе каже, не ми се допаѓа пристапот и не ми се допаѓа што таква изјава се дава во странство. Во изминатава година, повторно ќе се вратам на ова прашање, СДСМ не успеа да капитализира нешто од грешките во владењето на ВМРО ДПМН, кои што ги имаше. Се разбира дека ги има како и на секоја влада. Се случи и она голема трагедија и несреќа, се разбира, која што ја потресе цела Македонија, но еве ќе се осврнам на еден пример. Скопје, каде што градоначалник на ВМРО ДПМН, практично, поддржан од ВМРО ДПМН,
не успеа да реализира ништо од своите амбиции и така натаму. И повторно во Скопје анкетите покажуваат дека ВМРО ДПМН едноставно води со голема разлика. Зошто тука не успеа ништо опозицијата да капитализира на тие грешки? Па очигледно дека опозицијата е прилично расипната и прилично слаба, а би рекла и недоволно кадровски екипирана. Вака гледајќи, познавајќи добар дел од тие луѓе кои што се од другата страна со кои што сум имала можност да комуницирам што приватно и што може би и службено во својата претходна работа. Добар дел од луѓето кои што имаат добри сознанија, се добри аналитички умови, па ако сакате имаат и добар стаж во таа партија поминато, мислам дека се надвор од самата партија. ВМРО ДПМН е такво какво што е, успеа да направи еден спој на старото и на новото. Имаме многу нови лица, добар дел од старите лица, условно речено повозрасните, успеа да ги вметне некаде во пирамидалната хиерархија на партијата, не мора да биде на власта, и успеа после поразот да се извлече и да направи една условно речено хегемонизација, заради тоа што сепак секогаш во сите партии, а во ВМРО ДПМН е најизразен пирамидалниот начин на поставување на работите. На Социјалдемократскиот сојуз, за жал, тоа не му појде од рака. Прво, заради таа кадровска неекипираност, второ, заради тоа што има поприлично голем број на крила во партијата кој што не се најде човек кој што ќе ги спои и едноставно како да се нема интерес за тоа, а на Македонија и треба здрава опозиција. И во албанскиот и во македонскиот политички блок, од причина што ако имате едно исто мислење, државата не оди напред. И тоа е работа на опозицијата, да критикува, меѓутоа да критикува со аргументи. При вакви закочени европски процеси, например ова што се случува и што гледаме дека ќе продолжи сигурно уште некој период, барем додека не ја завршат изборните процеси, за после тоа ќе видиме. Се поставува прашањето како може власта и опозицијата тука да најдат заеднички точки на интерес за да се откочи тој процес за кој што декларативно сите се за. И ќе го земам тука и албанскиот фактор како еден од факторите кои што при влегувањето во владата прво дадоа 6 месеци рок, потоа тој рок престана да важи, веќе повеќе од една година владата ќе наполни една година, неполна година, и немаме никаква визија за тоа што понатаму. Мислам дека наистина во овој момент за кој што зборуваме имаме доста раздебитена политичка сцена, би рекол. Може би звучи прегрубо, не ми текна подобар збор. Имаме едно силно ВМРО кое што доминира и тоа е нормално нивно право тоа да го прават. Секоја партија тоа го посакува, да речеме. Од друга страна имаме едно СДСМ кое што според мене има криза на идентитет, партиски да речеме идентитет, во смисла дека после шарената револуција они премногу експериментира, одеа во напред, назад, лево, десно, значи не може да се најдат во таа улога што ја прифатија на некој начин, но не може да ја терат напред и се враќа на класична политиканство, да речеме. Зборам за овие 8 години или 7-8 години, не само за ова раководство, да не бидам погрешно сватен. И гледаме дека не може да се постави како социјалдемократска партија, која што е како граѓански ориентирана, која што успеа во еден период, тоа беше се 20 изборите или 16, не, 20 беше. 16 па 20, да. 16, која доби 30-40 албански гласови со некоја. Тоа беше, да речеме, еден момент кој што СДСМ го напушти. Зашто тоа го направи? Може да зборуваме на долго на широко, мислам дека и 20-та имаше обид со коалицијата со БЕСА. Не, 20-та мислам дека СДСМ се осети премногу силна и мислеше дека може да ги менаџира албанските гласачи. Меѓутоа испадна дека не е баш така, затоа што премногу оштро настапуваше против ДУИ, а во прилог на тогашната опозиција, Алијанса пред се, нели таа изјавата ПСИО, зашто да не овие бидат на власт. И тука почна да се губат, па после нели едно општество за сите,
не може тоа да го развијат. Мислам дека ги кочи тоа што има од една страна ВМРО кој што има јасна перспектива, јасна идеологија, да речеме, и левица која што почна да го нагризуваат, условно речено, тој електорат што СДСМ го имаше традиционално, тие што гласале за СДСМ поради некои емоционални причини, не толку програмски. И сега се појави некоја партија која што ги подсетуваше на некои убави времења, во наводници за мене, сега секој се оценува за себе, и затоа мислам дека се најде во таква ситуација. И потоа овие промени, партиски реформи што ги правеа, да речеме реформи, ја не знам, тоа е веќе нивна. Натоше, стварно, ја се сложам со господја Марковска дека луѓето што сега се најдоа во тие позиции, сега некој мора да биде нели на тие позиции. Мислам дека се нови како екипа. Не знам колку може туку така да се воспостави комуникација помеѓу тие структури, хоризонтално и вертикално. Хоризонталното уште е поголем проблем, бидејќи таа распространета партија, а нема некој авторитет што ги Затоа што немаат, се извинувам, затоа што немаат партиски багаж, односно не потекнуваат од најниските па нагоре да одат. Јас зборам за идеологија, зашто програмите, види, ВМРО има програми, традиционално, тоа е една од најорганизираните партии, несомнено, значи имаат проекти по 100, по 1000, не знам колку, и од друга страна имаат идеолошки, да речеме, некои платформи кои што ги привлекуваат нивните гласачи и гледаме стабилно гласачи. Додека да, СДСМ има прилично нестабилно, точно така, и не успева да најде јазик со тие гласачи и затоа се случува што се случува и со европска интеграција. Ако за албанскиот политички блок проблемот е што сега имаме како се вика, раскината комуникација помеѓу ВМРО и ДУИ, кои се двете најсилни партии. Дури кога ги гледаме и СДСМ ако во таа комбинација, ја мислам дека ВМРО и ДУИ се најдоминантни во некак само албански и македонски блок, воопшто. И сега имате Влем кој што покажуваше некоја сила на почетокот, но за жал почна да се расклимува таа машинерија. Дали тоа беше вештачки расклимано од страна на Таравари заради од изредени причини или едноставно природен процес на 4 партии кои што немаат јасни до крај визии и заеднички цели? Мислам дека беше ова второто, затоа што не мислам дека Таравари беше причина, тоа беше последица на тоа. Според она ја што го гледам и што го слушам и што го знам, Таравари беше повеќе последица. Вие ко памтите, он цело време зборуваше дека излегува поради неговите коалициони партнери во Влем, не поради владината коалиција. Он имаше и критични тонови кон владата, но не толку, да. Но многу помалку. Повеќе имаше тонови дека оваа коалиција на албански партии не беше, види, не може таква коалиција да се направи 5 партии, зашто имаме и ведвендоси, нели, еден или двајца, да се постави комуникација хоризонтална, вертикална за неколку месеци. Тоа е невозможно. Ни во една единствена партија ве гледа СДСМ, па не може да се согласат. И затоа мислам дека они се сега во сериозна криза и останува ВМРО и ДУИ кои можат да терат напред некои политика, а они не зборат меѓусебно. И не може да имаш некои посериозно. Да, СДСМ подржуваше политиките на принципијално, ја мислам сега да не претеруваме дека толку претеруваме, сепак се трудат да задржат некој свој имидж. Не имидж, туку посебност, нели, како партија, ако тоа го изгубат, тогаш ќе изгубат скроз, што никош не може да го исключиш. И тоа мислам дека ја прави оваа ситуација, позиција на Македонија и во евроинтеграциите доста слаба, затоа што не може една партија сама, колку да е силна, да ги тера сите процеси, доколку нема, една изјава, например, во странство, ДУИ ќе даде друга изјава, Влем ќе даде трета изјава. Ако немате координиран настап за такви сериозни теми, со партнери како што е Европска унија, каде што не се прифаќа плурализам во надворешна политика, тогаш имаме ова што го имаме. И се надевам дека овие недостатокна комуникација, елементарна комуникација, дека тоа ќе се трне и тука
мислам дека ВМРО може да направи многу со тоа што ќе преземе одговорноста за таа комуникација, бидејќи од нив многу зависи. Они викат на Влем, ако пиете кафе со Али Ахмети, вие сте готови, пример. Сега малце карикирам, али у суштина е тоа. И во таква ситуација не може да имаш координација, бидејќи и Влем се пази што ќе мислат гласачите за нив. Нели гледаме сега, имаше пред некој ден еден представник на Влем вика ми треба преведош на македонски, друг нешто такво и се гледа дека и они веќе губат ло и се обидуваат да се зајакнат на некој начин, така да ќе имаме прилично нестабилна политичка ситуација до локалните избори, потоа ќе видиме. Што може да донесат локалните избори во однос на иднината на политичката траекторија на партиите? Тука пред се, еве, ако сме веќе кај албанскиот блок, да се задржиме малку уште таму, бидејќи таму сега за сега ќе се води главната битка. Се согласувам, во овие локални избори се разбира дека ВМРО-ДПМН ќе победи, без оглед на тоа дали ќе ги сметаме градоначалниците или бројот на советнички места. Ирелевантно е тоа, мислам дека е јасна политичката волја на граѓаните, особено после толку многу средства ставени во инфраструктурни објекти од страна на актуелната влада, кои што народот барем до септември ќе ги почувствува. И тоа е секогаш и при сите избори, меѓутоа сега е малку позајакната таа иницијатива со цел да се освојат и гласачите на локално ниво и тоа е легитимно право на секоја партија. Мислам дека поголема ќе биде битката во албанскиот политички блок, кај што конечно ќе се редефинираат работите, заради тоа што гласачите ќе треба да се определат за едниот или другиот политички блок. Што се однесува до Влен, се различни се изјавите, дали беше таму борба за политичко лидерство, бидејќи меѓу 5 партии тешко да изберете лидер, особено лидер кој што ќе биде почитуван и слушан. Сепак во партиите мора да има некој, барем додека се изгласа некој политички став, треба да има некоја монолитност за пред другите, ако ја нема внатре во партијата. И ако успее Влем да тоа го така добро изменаджира, мислам и брзо, пред се брзо, мислам дека ќе има поприлично голем број на шанси, заради тоа што сметам дека во колективната свест, не само на македонците, не зборуваме на македонците, зборуваме и за обичниот албански граѓанин, се уште е присутен делот на големите коруптивни зданија кои што во тој период беа заговарани, кои што сега можеби ќе ги реши обвинителството. Меѓутоа, не зборуваме на таргетирано само кон албанците, зборуваме за цела една владеачка гарнитура, која што во периодот кога владееше прилично арогантно и бахато. Не зборувам за проектите кои што можеби дел од нив си ги реализираа така како што беше програмата нивна, затоа што да не заборавиме дека сепак се согласувам во тој дел дека тие се прилично организирана политичка партија, да не заборавиме дека Али Ахмети 20 години владееше. Меѓутоа многу лошо звучи и за албанците, особено за останатите, кога некој кој што е посебно вице-премиер ќе ви каже ние сме сега господари на Македонија. И таа изјава не се заборава со ништо. Ако останала во мојата свест како една од главните изјави, тогаш рачунете дека останала и во свеста на другите, бидејќи за да имате господар треба да бидат сите останати слуги. И таа бахатост се казни на овие избори. Верувам дека ќе се игра на националната карта. Не, таа бахатост на овие избори го казни СДСМ во одреден сегмент, помалку дуи ми се чини. Да, помалку, меѓутоа и СДСМ како поголем коалиционен партнер и партнер кој што практично доминираше во владата. Дали сега ова истото може да му се случи на Влен? Во односот со ВМРО-ДПМН? Сепак се уште се нови и мислам дека нема да му се случи. Заради тоа што, условно речено, сите места, дали тоа ќе биде од формален карактер... паролата повторно твоја и така натаму, на некој начин влијаеше врз дел од македонскиот електорат да помисли дека ние си ја враќаме државата. Не си ја враќаме државата од аспект државата Македонија на македонците, од и сите други останати кои што не се македонци етнички ќе се почувствуваат дека живеат во туѓа држава. Можеби во некои сегменти на изборна риторика тоа било сватено и така. Добро, така го интерпретираше Дуи на пример. Така, заради тоа што видете, ќе се разгорува таа риторика и најчесто на национални теми прилично партиите добиваат. Ама да не заборавиме дека секоја
тука се локални избори, тука дури многу ќе зависи од квалитетот на кандидатите кои што ќе бидат предложени. Заради тоа што вие не зборувате за крупни капитални проекти што ќе се случува со судбината на државата. Зборувате дали некој ќе има канализација, дали ќе има водовод до дома, дали ќе има училишта, дали ќе има градинки, дали доторот на струјата ќе кошта толку скапо како што кошта сега, па ева на буквално ги дере и македонците, и албанците и сите останати, заради тоа што како претендент на Европската унија се уште е монопол на македонскиот пазар, и за други теми кои што се подеднакво исти за сите граѓани. Квалитетот на понудените граѓани, нивниот политички багаж не толку колку професионално портофолие кој што остварил во својата дејност ќе биде значаен. И тука во тој дел, ако Влен понуди условно речено луѓе домаќини кои што се ценети во својата средина, тоа важи за сите политички партии, оде зборувам за Влен, дали ќе успее да брзо го изменаџира, мислам дека и посебно да не заборавиме, постојат јавни, постојат и тајни коалиции, дека ВМРО ДПМН како свој коалиционен партнер секаде таму кај што може да го помогне, ќе го помогне Влен. Така да, можеби ќе биде интересно да се прати. Токму прашањето. Повелете. Сакам да кажем нешто, мислам, фундаментално за македонско-албанските односи. Ова дека ние сме, како рекол, сега сме господари на Македонија, беше дадено од Артан Грубиеве конкретно. Не може да верам никога, не знам што мисли со тоа, но Ама изјавата сама кажува. Не кажува, тоа сакам да кажем. Да. Дека перцепциите поради историските околности, поради односите во минатото или комплексот минатото, се толкуваат на многу различни. Според мене, албанските представници во власта не сакаат до сега збориме, според мене не сакаат да покажат дека ние сме господари на Македонија, тука сакаат да покажат дека и ние можеме да бидеме да ја водиме државата, да бидеме дел од водството на државата. Не дека ние сме свој на своето. Свој на своето, повеќе во кооперативна смисла. Значи ова моја разбирање. Тоа е подобриот начин на гледање на нештата. Да, ја никогаш не сум бил во политика. Сум бил, се разбира, околу политика како новинар и сега, нели зборуваме за тие работи, но сум работил други работи каде што повеќе се гледава софт компонента, односно перцепциите на луѓето. Перцепциите се многу важни. Како што збориме ние корупција толку, тоа е перцепција, нели никој не докажал проценти, туку перцепција. И ова е перцепција дека албански претходната власт, дека тие сакале господи, повеќе мислам дека сака да кажат ние не сме повеќе слуги, туку сме и ние господари заедно со македонците, а не дека сака да бидат над македонците. Тоа никогаш не, ја така не сум ги сватил никогаш и не верувам дека било кој така ги сватил. А го разбирам дека македонците така го сваќаат, тоа ја не го спорувам, не ја спорувам перцепцијата од страна на македонците. Лоше што они не се обидели да објаснат. Сега јас објаснувам моја перцепција. Не нивната. Ама тој ако сакал да го објасни, ќе го објасни, немаше да објаснување, имаше премногу критики. Тоа го кажам. Точно тоа. Значи они треба да објаснат, тоа не го објасниле. Моето уверување никогаш не било дека овие сега албанци на власт, дека тие се сега господари на Македонија и дека ние албанците се тука сега газди. Никогаш не сум такво чувство, нити знам некој албанец што мисли таква нешто. Лоше што не така. Имаше и меѓу албанците такви албанско-албански да речеме перцепции со такво однесување да речеме кога се омаловажува другиот противникот да речеме во самиот албански политички камп. И тоа е многу лошо што јас како човек од страна ние сите живееме во политиката, нели, со различни улоги. И мислам дека многу малку се работи на тоа да се објасни перцепциите, изјавите на македонските политичари кои за македонците звучат како конечно некој каже добро, мене ми звучат многу поразлично од тоа. Но бидејќи јас сум комуницирал многу со двете страни, разбирам или се трудам да разбирам да влезам во суштината на тие изјави. Но јас сериозно сум убеден дека постои многу лоша комуникација, јавна, дека медиумите додаваат многу со неразбирање. Кажем еден прост пример, кога беа изборите во Албанија, сега ми текна пример, там имаше една партија која што вика како Make America Great Again, или и кај нас се преведе како да направиме голема Албанија, нешто така. А тоа беше да направиме величинствена Албанија. Величинствена, као Great. Албанија пред се.
Не, Албанија величенствено нешто, сега не ми тек точно, но немаше конотација на голема Албанија, туку на величенствена, во смисла на супер организираната. И сега, нашите медиуми на македонски беше преземена како голема Албанија и сега как види ги овие што прават. Тоа е проблемот што некогаш и зборовите, и перцепцијата, и комуникацијата може да предизвика. Колку овој наратив кој што во поново време, во последните месеци, да речеме преку ДУИ повторно се актуализира, колку тој наратив ќе биде важен за локалните избори. Пошто ќе имавме на теза дека поважни се можеби или оние основни човекови права како што се канализација и осветлување и така натаму, меѓутоа се чини дека овие избори како еден лакмус за понатаму ќе имаат и политичка сериозна компонента. За мене е наистина многу жално што политичарите не се трудат меѓу себе, значи ако збориме за повлијателни партии, збориме за досега, сакаш, видно не знаеме ВМРО ДУИ пример, они беа во коалиција, но кога беа спротивставени, можеби не се трудат доволно да ги разберат едни другите или пак не сакале. Тоа е, нели, опортуно во политиката да се злоупотреби. Ти знаеш дека он не сакал така, тоа не го мисли тоа, но така кажал, тоа ако се стави пластично, така звучи, нели, не можеш ништо против тоа. Додека некој не се изјасни за тоа. Јас мислам дека има многу повеќе поле за соработка. Јас сум работел на организација што се вика Потрега по заедничка основа, америчка организација. И фокусиран сум во тоа. Јас секогаш сум кажал дека не треба и во времење кога ВМРО беше како диаболизирана, како што се ДУИ, јас сум кажал дека тоа е погрешно. Сум кажал во медиуми, ги имате дека тоа не е добро, зашто ни една партија, луѓе ние ако не се на иста маса ќе има различна перцепција еден за друг, така. Ако почнеме да зборуваме, треба можеме да добиеме поинакви сваќања со тоа што интересот ги менува работа, нели, кој има интереси милиарди овона, тоа ще е други, но кај народот не би требало тоа да се случува. И ова сега што ќе се случува, кој ќе биде вокабулар, мислам дека ќе биде прилично оштар, затоа што така почна, нели, од минатите избори и со тоа што ВМРО го отстрани ДУИ од јавна комуникација и дури СДСМ кој што беше на власт благодарејќи на ДУИ, така нареченото предавство кон ВМРО 2016 за да помогне на СДСМ, кои биле причините, ја не ги знам. Тие се знаат за себе. Јасни се мислам тие причини. Никош не може да знаеш точно мотивите кои им биле на едните другите, но ете, факт е дека СДС дојде на власт благодарејќи на таа одлука на ДУИ, која што ја налети ВМРО. И сега седомсно излегува, викат ДУИ се криминалци и не знам што, корумпирани така натаму, што е малку трагикомично. И мислам дека во оваа ситуација која има две силни партии, кои што неќе да се видат или неќе да зборат, кој знам, можеби они имаат некоја, можеби не се мразат толку многу колку што остават печови во јавноста, но како и да е, мислам дека тоа ќе доминира во кампањата и тоа може да биде прилично лошо, особено што ВМРО ќе се обиде на секој начин да им помогне на овие партиите од Влен. И тоа значи тие коалиции ќе постојат, барем во делот на градоначалничките места. Коалициите ќе постојат, но тоа ќе отвори многу непознати страници, да речеме, во политичката сцена, затоа што ќе видиме како ќе реагираат албанските гласачи во ДУИ, како ќе ги представи таа соработка, особено кога партиите може да биде контрапродуктивно во одредени сегменти. Тоаш рекоа ние влегуваме во влада со полноци гласови, но со чисти албански гласови и сега вика ќе соработуваме со ВМРО. И како тоа, кај се чисти албански гласови? Они самите себе треба да се побијат ако прифатат такво нешто, а веќе прифатиле. Таа реторика на чисти нечисти веројатно треба веќе да заврши во македонското општество. Не, јас сум против од сам почеток, но они треба самите партии ја вокабулираат. Треба да се извинат прво на сите други што гласали за нив. Јас сум сигурен дека гласали турци, роми и македонци можеби гласале. И кој да не ги редам се сите. И сега ти да кажеш дека ние имаме само албански гласови, тоа е малку некоректно кон твоите гласачи. И најмалку што треба да направи да каже да не било баш така и не знам што и
Да, но во принцип мислам дека они треба со таките изјави мислам дека самите себе го стеснија просторот и ќе видиме како ќе реагираат гласачите од другите и тоа може да има ефект. Можеби сепак поддршката може да им помогне во неколку прилики, може да им помогне. Каде што ќе има малку гласови, како што имаше, нели, имаме случаи со 50, како што беше сега во Србија, нели, опозиција изгуби за 51 глас. Може такви ситуации да имаме, но останува да видиме. На секој случај ќе биде оштро. Одиме на куса пауза за рекламни праки. Повторно во студиото на Телевизија 24 со Мехмети и со Марковска разговараме и дебатираме околу актуелната политичка ситуација, репрекусиите што може оваа вибрантна политичка сцена да ги има во еднината. Не случајно го постави прашањето за евроинтеграциите како некаков можен обединител на оваа политичка сцена, каде што, не прогнозираме, но 90% од партиите кои што се застапени во парламентот имаат декларативно барем една таа иста цел. Актуелниот политички моментум во светот и на Балканот налага малку по-брза реакција, веројатно, поради познатите состојби, нели, тоа што се случува во Русија, Украина и така натаму. Гледаме Молдавија се приближува кон Европската унија, дури ќе со неколку крупни чекори може да ја претрка Македонија. Црна Гора и Албанија веќе одат напред, ние повторно заостануваме. Како овој моментум, ако не сега во предизборието, после тоа да добие некакво засилување? Видете, прво, самото тоа што Молдавија, па ако сакате и Украина дури, и Украина, да, трча, велиме, со големи политички чекори, зборува за лицемерието на Европската унија. Добро, но да не плачеме за лицемерието. Не плачеме, меѓутоа никој не може да ни каже дека ние како држава сме помалку спремни во сите области, по основна држава во која што прва беше по корупција Молдавија, а Украина се уште е во војна. Што друго да се каже? Меѓутоа, да си ги бараме причините кај нас, во тоа се согласува. Ние припаѓаме на ова европско тло. Не, Калимиро нема правда политиката, нема тоа помина, не пари, меѓутоа зборува за лицемерие и за зголемување на европски скептицизмот во Македонија. Точно. И тоа е во пораст. Затоа што толку долго сме пред вратите на Европска унија, што дури и кај младите се губи желбата за Европска унија. Заради тоа што навлегува во прашања кои што буквално ние сме едно мало од некогашни држави кои што беа примени. Па ако сакате и од Украина, едно мало. Македонија нема повеќе од 1.800.000 активно жители кои што живеат во Македонија. Не зборувам за нерезидентно население кои што оди по странски држави и се враќа. Значи, моментумот е искористен. Јас сум пријатно и искрено добро изненадена, не дека нешто ќе се случи во Европскиот парламент. Заради тоа што ние имаме 17 препораки од Европскиот парламент за почеток на преговорите до Европскиот совет за почеток на преговорите. Меѓутоа, правењето на една ваква резолуција, која што е во еден нов состав, да не забележиме, да не заборавиме дека составите се менуваат секои 4 години, дека тоа се нови луѓе кои што не знаат за македонскиот проблем. И да не заборавиме хистеријата што ја предизвикува овој извештај, кој што е само извештај, дури не е ни почеток на преговорите, го ствара во Бугарија, им создава една друга представа на луѓето кои што седат во Европскиот парламент, па ако сакате и во Европскиот совет. Дека проблемот не е толку едноставен и дека самото тоа што Бугарија толку многу реагира, дека треба подлабоко да навлезат во неговата содржина. Пред малку прочитав на Кајрано дека ќе се организираат протести доколку биде ваков извештајот, ваков прифатен извештај од страна на известителот и дека тоа е голема грешка за самата Европска унија. Ја не можам да сватам дали ние толку е приватизирано членството на Бугарија во Европската унија, што ние самата Европска унија станува заложник на една, да не ја наречам националистичка, меѓутоа во секој случај на еден билатерален спор кој што може да се реши. Билатерални спорови имаат сите држави кои што треба да влезат во Европската унија. Ово е до тој степен политизиран што нема граници, создава хистерија кај луѓето, што значи дека проблемот е многу подлабок и дека Европската унија тука треба да пресече.
Како ќе пресече, ќе видиме. Дека е сериозен историски момент. Вие мислите дека ќе пресече? Ние слушнавме пораки и од Кошта и од Кос. За мене може да, треба да се работи на според, меѓутоа Македонија треба да го промени уставот. Тоа е генералната изјава. Па искрено речено, јас не мислам дека Македонија нема да го промени уставот, ако не тие генерации, не некаква гаранција. Туку ако овој извештај помине таков каков што е, ако навистина впечатокот што е кај европратениците и кај членовите на Европскиот совет се смени, она што зборуваме за перцепција дека луѓето имаат сериозен проблем со својот идентитет бидејќи оспоруван од другиот и да на секоја една пречка гледаат не, ќе ги гледаме навистина се она што важеше за другите држави, а тоа е, се знае, копенхашките критериуми. И по тој основ Македонија е веќе длабоко завлезена во решавање на условно проблемите. Да, веројатно сакате да кажете за вас прашање дека Македонија сега се обидува да изврши еден силен дипломатски притисок. Дипломатски, па не би го рекол притисок, туку дипломатска перцепција, за да во иднина не се дозволат или пак се направи ситуација во која што секое ново барање на Бугарија навистина би било излишно и би било оцрнато и отфрлено од страна на европјаните. Повторно е проблемот на голем дел од проблемот е во комуникацијата и во начин на искажување на работата. Ги слушам сите овие балкански влади кои што преговараат со Европска унија, сите кажуваат само ние имаме последни барања од Европа, до кога вака? Сите, и Србија, и Албанија имаше... Црна Гора пред нас Добра, Албанија имаше, Црна Гора, сега Хрватска нема, имаше последни, и Словенија имаше последни. Не може да се негира реалноста, знаете. Они еден од главните постулати на евроинтеграциите да не внесуваме проблеми. Тоа го кажува Европска унија. Значи, нечеме да ги внесеме вашите проблеми во нашата убава куќа. Ако сакате да бидете дел од големото семејство, дојдете, оставете ги проблемите надвор. Не знаат што се случува на Балкан, што се случувало и што може да се случи. И затоа се предпазливи. Јас сум бил многу критичен и кон Бугарија, и кон францускиот прелик, сето тоа. Реалноста е таа. Треба се најде начин. Албанија исто така имаше сериозни проблеми со Грција, да речеме, особено. Но ги решија тоа, како ги решија, не знам. Но Го ослободи е градоначалникот кој што беше ослободи градоначалникот стана. Но на што беше за мене многу впечатливо, што ниеднаш не слушнав некакви тонови од страна на Албанија кон Грција, бидејќи човекот го фатија со инфлагранти, како купува гласови, но немаше негативен одиум. Да, немаше. И вика, Грци се наши пријатели, наши комши, не ќе го решиме проблемот, нема да не спеши. Малце досна и они, нели, скоро една година и они досна. Ми се чини дека тоа малку беше и стимулирано од страна на Европската унија тоа доснење за да може Македонија да се приклучи во даден момент. Точно така, да, они навистина мислам дека сака Македонија да биде дел, бидејќи Македонија дури беше миленик на евроинтеграциите на почетокот. Но успеа некако да го изгуби тој кредит, како јас не викам сега. Ако го бараме кривецот, секој ќе најде различен кривец. Многу кривци има, да. Види, бугарите, овде нели кај нас се зборуват бугарите вака, така ги слушав сега после ова извештај во Европска комисија кој што беше вратен и кажа ние немаме други барања билатерални. Да, тоа беше официјалната изјава на министерот за надворешни работи. А овие странични играчи кои што гравитираат кон има таков народ, помалите партии, делот на проруско крило, би го рекло тоа претседателското дуо. дуо. Кај има што вика зашто не Европска унија, него БРИКС, тоа не се слуша, слуша официјалната политика. Кои ние имавме од официјалните представници, од министри и такви, дека вие сте вакви, такви, јавно кажува дека тие се како е криминална банда, сега ние со нив. Ние имавме навреди од нивни представници дојдени во Македонија да ни зборуваат за нашата тие представници генерално доаѓаат од помали политички партии, кои што се застапани беше и Јотова беше Лобитова. Види, знаеш што е проблемот? Европска унија мери и желбата и намерата. Не само копенхашките критериуми, вика ова супер, вети. Тоа е како
апликација, кога аплицираш за работа, нели се бара толку години стаж, образование и ти ги даваш и кажеш примете ме на работа, вика ова е почетокот на разговорите. И после нели прават интервју и го избират едниот кој што има слични копенхашки критериуми, да речем. Тоа е како за да можеш да отвориш преговори, односно да можеш да одиш во подлабоки преговори. За жал тоа е така и ние ако сакаме да бидеме член на Европска унија, треба да го научиме нивниот јазик, зашто они зборуваат малку поразлично, односно ние зборуваме поразлично. Ја ги слушам бугарските политичари, тие интервјуа некои што ги пренесуваат нашите медиуми, дека они го научили тој јазик. И јас сум убеден, сега нечем да звучам као да солам памет, но сум убеден дека ако Македонија ќе влезеше во преговори со Европската унија, дека многу работи ќе се стврта во прилог на Македонија. Но тоа е хипотеза. Секој си има право да има своји хипотези. Вака од надвор, секој ќе изгледаме ние како гневни, нерасположени и они викат овие да ги примеме, кој знае што ни прави. Ние не сме enfant terrible. Во моментов тоа Бугарија си го покажува вистинското лице. И мислам дека е многу погоден момент, доколку навистина овој проблем, ваков како што е, се издигне на ниво на разбирање, зашто е таквото размислување во ВМРО, па ако сакате и граѓаните на Македонија. Имаше анкета, над 84% вела дека не е во ред ако Бугарија поставува идентитетски прашања. Инаку, внесување на бугарите заедно со хрватите, црногорците, кои беше уште евреите и други, апсолутно не е никаков проблем тоа ВМРО да го направи во својот мандат. На нас ни треба ветер. И јас кажувам, ако е така, дека не е никаков проблем, тоа да се става. Зашто да не се става? Јас, ако сте наши сограѓани, да, зашто да ги стави ни како влог во еден спор со една друга држава, ако се наши граѓани? Ја не би сакал да бидам влог ако има спор меѓу Македонија и Албанија. Зашто вие сте албанци, сега вие ќе седите на тоа е непријатно чувство. Јас ти кажам за самите бугари кои што живеат овде. За самите бугари што живеат овде. Да. Они претпоставија не сум имал некој разговор, имав комши први до пред 20-30 години, после имаше нели таму. И не знам како се чувствуваат, но претпоставам дека они се чувствуваат така. Ја би се чувствувал така на нивно место. Значи зборува перспектива на тие луѓе што се наши сограѓани, државјани на Македонија. А бугарската политика е друга работа. Јас од тој поглед, ние да ги ставиме нив, јас дури еднаш реков, да ги ставиме ние бугарите во устав, како нешто е, и да речеме, неќем да преговараме со вас. Ете, да речеме, може и такво нешто. Неќем да преговараме, бидејќи вие ни навредувате, ни кажувате јазикот, идентитетот. Разбирате што? И затоа мислам дека ВМРО тоа го повторува дека ние немаме никаков проблем да ги ставиме бугарите. Да, и тоа е вистина. Јас можам да ви уверам, барем од оние со кои што сум разговарала, дека тоа не е никаква пречка. Јас верувам во сите чувства на македонците кон овие негации, зашто сите ги имаме тие чувства на еден или друг начин, но ако навистина нема проблем со бугарите, како што нема со хрватите, со србите, албанците и власите, тоа е зашто да остане. Зборам од хуманистички аспект дури. Дали ВМРО ДПМН се уште не може да се одлепи од предизборната реторика и ветувања, за да може да го направи овој чекор, или се обидува да изнуди какви такви гаранции? Се обидува да изнуди какви такви, ако не барем гаранции кои што би биле гаранции писмени. Не постојат, тоа не постојат, меѓутоа зборуваме за една силна вербална поддршка, декларативна, која што во овој случај резолуцијата е едно добро декларативна милје или подлога, ако сакате, на која што ние секогаш би се вади, особено после хистеријата во Бугарија. Јас сум многу среќна што никој во Македонија не рече дајте и ние да направиме резолуција како што направија бугарите. Тогаш сме веќе enfant terrible, односно вие се карате и јас ви ја прифаќам и учесници во кавга. Друго е кога тоа еден го прави, а вие останувате сталожени и велите да, ние тоа го бараме, ако на вас не ви е проблем, ние ќе ги ставиме, меѓутоа дајте макар и декларативна поддршка дека понатаму по вакви прашања нема да ни навлегувате во промена на уставот. Истото од другата страна. Но мојата теза е дека ние да кажеме, окей, еве ги бугарите и се топката е кај вас, повелете вие покажете кој сте. И Европска унија ќе видиш како стачи за сме. Јас сум уведен во тоа дека Не, ја не сум уведен. Во ред, не, јас затоа не сум политика, јас зборувам како човек од друга сфера, дека во тој момент и како човек што работи со овие, мислам, со луѓе од Европа и од такви од запад, да речеме, поголем дел од животот,
Мислам дека кај нив тоа ќе има големо влијание, но тоа е Тоа е мое поинаква мислење. ментална матрица. Мојата метална матрица е, нели, Да, не политичка. И се слагам со тоа, но јас сум сепак убеден во тоа. Но се разбира, јас не одлучувам така да ми е лесно да Јас зборам. мислам дека и можеби треба да се наместат коцките за да се создаде една таква поголна можност. Бидете сигурни дека во ВМРО ДПМН се свесни дека без ставањето на бугарите во уставот дека тоа не е бугарски предлог на крајот на краишта, тоа е предлог на Европската унија. И никој кој што има и оле мозок малку не може да каже ама јас тоа нема да го исполнам. Тоа е услов. Не, тоа дека е сигурно додаден не- услов, се е разбира, се додаден. разбира. Дека калимера политиката не важи. Меѓутоа ние треба да создадеме сериозна политичка клима пред се во Европскиот парламент и кај соседите дека постои таква волја и можност и да ги почнеме преговорите. Ето тоа е тоа. Многу едноставно. Дали актуелниот геополитички моментум помага на Македонија во таа ситуација? Мислам дека не, во овој момент ние не зборавме за Украина. На Украина помага тој момент, зашто тука не можеш само копенхашки критериуми да гледаш, нели? Гледаш, ние ако гледаме така Румунија, Бугарија како влегува, не верувам дека ги исполнат толку многу повеќе него ние. Со голема политичка волја. Со голема политичка волја. Значи, они имаат политичка волја, они сакат и ние да имаме политичка волја за нешто, на пример, било што. И од Србија барат политичка волја, зашто мислат дека на србите им е полесно. Они викат без да се помирите со Косово, да имате меѓусебни односи, са не влегувам детали, нема. И они се нервираат, викат зашто само нас не малтретират. И тоа е така. Албанија треба да направи концесии дополнителни, нема да заврши само со ова, они имаат други барања кои ќе почне. Грција рекоа, почне ги преговорите, тука се покажа попаметни да речеме од бугарите, вика почне ги преговорите и после ќе разговараме. А бугарите сака сите проблеми да ги решат со Македонија пред да почне преговорите. Македонија вика да ги почнеме ќе решиме и тоа е така, нели, тоа е политика за жал, но геополитичката бидејќи ние сме они Балкано више го абсолвирале како регион. Мислам дека не прочитале, знаат што може да очекуваат од нас и имаат прилично контрол, да речеме, политичка врз Балканот и затоа мислам дека не се толку многу потресени. Не се потресени дали некој руско влијание тука може да направи турбулентни Мислам појави? дека процен дека Македонија не е толку тој важна за калибар, Русија, да. Повеќе е Црна Гора, гледаме што се случува таму. Затоа тие отидоа Македонија Затоа е отидоа што? понапред помеѓу Нали, другото. Види, секоја држава има значење некако. Геополитичко Меѓутоа, пред све и ресурс. не може ни сега Русија да се мешат или да интервенираат, но Србија сака да направат свој коридор таму и Македонија за среќа во моментот мислам дека не е толку, но потенцијално да, може да биде. И поради тие причини мислам дека нема Нема да има некој такво бонус- подвижување кој што бонус. политички ќе ги внесе земјите од Западен И Балкан. да ви кажам дека Украина покрај войната они прават доста работи што за администрацијата нивна на пример како функционира во сегашно време, пошто јас сум работел така, знам, имам и информација од колеги. Тоа е чудесно. Чудесно ви гледате, има денска бомбардирање, утре поправат грење. Кај нас ако случи мал дефект треба цела администрација да се ангажира додека се најде кој е одговорен, така не се не толку надвор од европски интеграции. Корупција има сегде, тоа сите го знаат, но барем оние елементарни работи да ги Па сега, ако него добија членството во НАТО, Европска унија ќе им биде утешна награда. Кај нас почна работите, ќе влеземе во НАТО, ќе го смениме името, меѓутоа не добивме никаков джекпот за тоа што го сменивме името. Тоа е пазарот. Види, зависи како сваѓат. Па зависи кој како преговарал, во чие Точно име така. и што успеал. Во политиката како и се друго е пазар. Ама во преговорите Што ќе добиеме, што ќе изгубиме. Ама преговара со Грција не е вчерашна држава. Со Грција да преговараш и да добиеш било што, Ма не, макар да ние се не бараме од загуба. Грција членство во Европска унија. Нашите ментори кои што го водеа разговорите, оти не беа тоа само билатерални разговори, паралелно со правењето, со членството во НАТО, за кој што и јас сакав да биде се разбира, меѓутоа можевме да вметнеме писмена клаузула. Јас Се се менуваат слагам. луѓето, се Не, менуваат тоа имаше, владите. меѓутоа тогаш Франција мислам дека Франција направи е главниот точно, проблем точно. и после тоа се отворија другите Се други апетити проблеми, на така. Бугарија и Точно така. И така. Франција беше главниот спонзор кој што го Така е. невозможно. Едно Така. време поради Албанија, вика со Албанија заедно додете
После Тоа беше комплетно Албанија непотребно. чекаше Зашто две Македонија држави би и- се Добро. врагувале? За да задоцнеме И ние. они грешат, се разбира. Ви благодарам што бевте вечерва гости на телевизија 24. Ќе останеме за разбира на овие теми и понатаму да ги анализираме во некои следни емисии. Почитувани гледачи, останете и натаму со нашата програма, следуваат вестите.